Почитуван председател на Комисията за финансиране и бюджет, колежки, колеги пратеници, представници на Влада на Република Македонија, почитувана македонска јавност. Почитувана колешке Кочовска, со внимание ве следев. Вие кажавте неколку работи кои што јас ги забележав и чувствувам потреба да дадам мој одговор на сето тоа. Зборувавте за предизвиците, последиците од ковид пандемијата, за енергетската криза, за инфлацијата. Ги спомнавте 4 столба кои што се запишани во предлог буџетот. Се осврнавте на реализацијата, кажавте податоци кои што, односно таксативно ги наредивте, вкупните расходи, вкупните приходи. Зборувавте за растот од оваа година кој што е предвиден. Зборувавте во еден дел и за даночната политика, секако и за социјалните права, субвенциите, платите. Посебен дел посветивте на патната инфраструктура, она што е реализирано до сега. Секако зборувавте и за студентскиот стандард. На крај завршивте со земјоделството и бизнис планот. Со ова сакам само да покажам дека со огромна доза на внимание ве следев и затоа чувствувам потреба да дадам одговор повеќе прашања. Прво и основно, овој буџет е предвиден и тежи 5,3 милиарди евра. Можеме со секакви епитети да го наречеме, меѓутоа овој буџет е највисок во историјата на Република Македонија. Не лично, неразвоен, мегаломански, инфлаторен, базиран фактички на растот на инфлацијата. Тоа значи, со народски јазик кажано, дека не само оние пари од што беа под перница, сега и оние пари кои што се оставени за најцрните денови, кои што се заборавени каде се сокриени, во кој джеп на кое сако, сега ќе мора да поразмислат нашите граѓани, да ги извадат за да може да обстанат. Со овој буџет од 5,3 милиарди евра, најголемиот терет, огромниот терет ќе го понесат граѓаните на Република Македонија. Она со кое што е дефинирано, а тоа се тие 5,3 милиарди евра, одиме по еден забрзан и експресен пат кон нешто што се нарекува банкротирање на самата држава, односно неможноста државата до крај да ги сервисира своите долгови. Вакво немилосрдно трошење на народните пари обезбедува класично осуремошување на народот од една страна и екстремно богатење на поединци во владата, односно поединци од власт. Која е проекцијата и која што вие ја кажавте? Овде само да ја потенцираме уште еднаш. На приходната страна имаме приходи и други приливи во износ од 282 милиарди и 52 милиони денари. На расходната страна и други одливи 324 милиарди и 810 милиони денари. Што е карактеристично за овој буџет, а тоа и моите претходни соговорници многу добро го потенцираа, тоа е буџетскиот дефицит, позициониран на 4,6% од GDP, односно на фантастични 700 милиони евра. И сега, оној момент кој што е за мене круцијален, есенцијален момент е дека на една страна имаме буџет кој што тежи 5,3 милиарди евра, а на другата страна имаме раст кој што е предвиден на 2,9% од бруто домашниот производ. Ова е втор ден од расправа, уште на првата ден од расправата ни стигна една нова проекција од Народната банка на Република Македонија, која што даде две сценарија. Првото сценарио е дека тој раст од 2,9 е фактички недостижен и според првото сценарио е 2,6, а според второто сценарио само 2%. И сега често пати јас ова го потенцирам,
да се определиме за варијантата на проста репродукција, че имаме годишен раст на GDP од единица. И сега поставувам прашање, че се потрошат овие пари од 5,3 милиарди евра, а ние на другата страна че испорачаме резултат од само 2%. Да беше сега овде министерот Фатмир Бесими и да понудеше опција на тие потрошени средства раст на GDP од 5,9, 6,9%, мојата дискусија секако ќе беше и ќе одеше во друг правец. Сега, најдобро е да ја земеме тетратката од кај председателот господинот Бојан Стојановски, кој што вчера му ја додели завчера Бесими и да ја вратиме назад во владата. Меѓутоа, ова е премногу сериозна работа. Со неколку збор, почитуваната колешка се осврна и на 4 столба, меѓутоа и на сите оние предизвици. Јас сакам само уште еднаш да ги потенцирам, а тоа го спомна и министерот Фатмир Бесими во неговото експозе. Справување со сите предизвици, тоа е ковид пандемија, енергетската криза, инфлацијата, и основната цел на овој предлог на буџетот е да се овозможи олеснување на последиците од сите кризи, а посебно дефинирано од енергетската криза. Исто така, во експозето беше наведено дека се овозможува економски раст, но и некаква среднорочна перспектива, односно се дава одржлива основа за забрзување на растот. Сега, бидејќи главен предизвик е инфлацијата, во 2023 е позиционирана на 7,1% и веднаш од Народната банка, завчера добивме информација дека тоа е фактички невозможно сценарио, него се оди на варијанта 8 до 9%, само да повторам дека имаме 20% инфлација во овој момент. Десетици пати е алармирано за инфлацијата, меѓутоа некој робусен и позначаен одговор од страна на владата ние до овој момент не видовме. Кои се тие 4 столба кои што почитуваната колешка ги спомна? Првиот столб е управување со кризите. Досега имаме катастрофален начин на справување и менаџирање со кризите. Последниот податок е дека во последните 20 дена се потрошени 19 милиони евра за набавка на електрична енергија. И сега ја поставувам прашање овде, дали е ова начинот на справување со енергетската криза, дали ние се предадовме и сега секој ден треба 1 милионче да оди за набавка на струја. Под 2, фискална консолидација. За каква фискална консолидација станува збор овде, кога ние имаме 40% даночна евазија? Имаме во наводници слободни економски зони каде што ниту се плаќа данок, ниту се плаќа електрична енергија, почитувани мои, во земја која што е членка на НАТО и која што претендира да еден ден стане полноправна членка на Европската Унија. Со даночна евазија од 40%, и тоа секогаш се случува кога е Социјалдемократскиот сојуз на власт. Одиме понатаму, обезбедување на услови за економско заздравување. Логично прашање, што се правеше во овие 5,5 години, 6 години веќе, што се правеше во тој дел да се овозможи да се креираат услови за развој на компаниите. Само тоа требаше да се направи, да се обезбедат услови за развој, непречен развој на компаниите. Меѓутоа, тоа се прави во услови кога имаме поддршка која што не е зацкриена, него е искрена, а не како поддршката во моменти кога беснееше ковид пандемијата, да дел од компаниите сега на таа помош која што беше неискрена, сега треба да враќаат финансиски средства на државата Република Македонија, односно на владата. И во последниот столб, основните функции на државата, еден огромен процент од буџетот секако ќе оди на сметка на конто на влада на Република Македонија. Бидејќи колешката наведе неколку примери, посебно во делот на земјоделството, јас сакам да дадам своји некои примери
со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, планираниот буџет е 2 милиарди и 35 милиони денари и истиот е намален за 23,7% во споредба со ребалансот на буџетот. Од сите програми, водостопанството е со огромно намалување од 52,1%. Зошто го спомнувам ова? Затоа што тоа водостопанство во оваа година 4 месеци вработените немаа земено плата, на крајот заврши на еден фантазмагоричен начин, се исклучи струјата да останаа вработените лица и без струја. Да не зборуваме за водните ресурси, каде што секојдневно ги гледаме снимките каде што водата се троши, меѓутоа не за тоа што требаше да биде основна намена. Исто така, во делот на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој имаме намалување од 4,2% на средствата во споредба со ребалансот на буџетот. Распределбата на буџетски средства по програми, најмногу за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, со некаде 8 милиарди 339 милиони денари, каде што имаме намалување од 499 милиони денари во споредба со последното буџетско планирање. Тука на повидок е она што стално го зборувавме, во зависност од потребите се префрлаат, се реалоцираат средствата, иеко Агенцијата за финансиска подршка има стриктно определени рокови за исплата на финансиските средства кон крајните корисници. За жал, до денешен ден уште добивам повици во кои што земјоделците ги немаат добиено субвенциите за оваа година. Најголемо намалување е евидентирано кај интервентниот фонд. Тој интервентен фонд треба да биде постојано со определени финансиски средства. Меѓутоа, сега во предлог буџетот тие финансиски средства се намалени за 55,6%. И сега знам дека од владачи ни одговора дека со ребалансот на буџетот за време на есенскиот период че има доволно средства, меѓутоа тој интервентен фонд затоа се вели дека е интервентен, за тоа што мора секогаш да има определена сума на пари и да се интервенира во делот секаде каде што има нарушување на онаа ценовна политика во делот на откупот на земјоделските политики. Секаде каде што има нарушување на пазарот, мора да има средства во тој интервентен фонд и веднаш да се интервенира. Инаку загубата на крај е секако кај земјоделските производители. Она што мене ми падна во очи сепак е карактеристично за Министерството за транспорт и врски, се испланирани 19 милиарди и 934 милиони денари, има најголемо процентуално зголемување на буџетските средства од енормни 151,5%. И тоа се должи, таму е наведено, на програмата Сообраќај и комуникации, со ново воведена програма инвестиции во патната инфраструктура. Гледам и дел од колегите, колешките се повикаа на тоа. Меѓутоа, во делот кога се направи проверка, во делот на извршувањето на буџетот, во делот на планирање и извршување на капитални трошоци, за 9 месеци, од јануари заклучно со септември, реализацијата на буџетските средства за капитални трошоци во Министерството за транспорт и врски е 19,7%. Сметам дека коментар повеќе не е потребен. Од она што исто така за крај сакам да го потенцирам, дека овој буџет, цената за овој енормен инфлацијен буџет на крај секако дека ќе ја платат граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Тука ја прекинувам работата по оваа седница. Продолжуваме во понеделник.